Денеска заедно со советниците во Советот на општина Струмица, заедно со директорката на гимназијата Јане Сандански, госпоѓа Невенка Стојанова, сме овде да соопштиме една многу убава вест и за учениците во гимназијата, но и генерално за сите граѓани на општина Струмица. Отпочнуваме со реализација на проектот Спортска сала во гимназијата Јане Сандански. Станува збор за доградба на самото училиште. Сведоци сме дека постоечката, односно претходната спортска сала не ги исполнуваше условите дури ни да се одвива наставата по физичко образование и секако најмалку за да се одржуваат спортски надпревари. Со ова доградба, со реконструкцијата, практично со новата спортска сала, навистина ги задоволуваме условите и ги подобруваме условите за работа на професорите по физичко, секако и условите за учење на учениците. Покрај наставата по физичко образование, ова сала ќе биде адаптирана за одржување на спортски надпревари, дали тоа ќе станува збор за кошарка, за мал фудбал, за одбојка, за ракомет, значи ќе ги исполнуваат сите потребни услови. Секако предвидени се и работни простории за професорите и нормално собликувални или гардероби за учениците или спортските клубови кои што ќе организираат настани. Целиот проект е со вредност од 16 милиони денари, заедно со данокот на додадена вредност и рокот за реализација кој што треба да биде завршен проектот е 6 месеци. За сега динамиката е одлична, тука и директорката дополнително ако треба да каже и се надеваме дека во утврдениот рок салата ќе биде завршена и струмичани ќе добијат нов спортски објект. Ова е само еден од проектите од оваа офанзива што ја започнуваме заедно со Советот на општина Струмица. Конкретно веќе 2022 ни е заокружена како година која што ќе биде посветена на спортот. Наредно што ќе се реализира преку Министерството за образование е комплетно нова спортска сала во училишниот двор на основното училиште Сандо Масев. Секако ја завршуваме спортската сала во училиштето во Муртино и продолжуваме со нови игралишта и на отворено, затоа веќе се подготвува проектот за спортско игралиште на отворено во Никола Вапцаров. Деновиве општина Струмица и СОУ Јане Сандански испишуваат историја. Се решава еден деценијски горлив проблем, заради кој нашите ученици беа принудени да ги реализираат часовите по спорт и спортски активности во субстандардни услови, што беше недозволиво, поготово ако го имаме предвид фактот дека од нашето училиште се излезени и се уште излегуваат врвни спортисти како на државно, така и на меѓународно ниво. Она што е многу важно да го кажам, во нешто ќе се повторам со градоначалникот, е дека проектот е соработка на училиштето и општина Струмица. Многу храбро влеговме во овој проект, меѓутоа мислам дека исто така и ќе го завршиме. Друго нешто што е многу важно е дека проектот е направен така да воопшто нема да се награди ликот на централното градско подрачје, напротив, мислам дека ќе добие уште поубав изглед и ниту едно од постоечките надворешни игралишта нема да бидат жртвувани, значи сите ќе останат во функција. Станува збор за тврда градба или монтажа? Станува збор за тврда градба. Ја искористувам оваа прилика и да се заблагодарам на општината за безрезервната поддршка, заради која што до крајот на годината нашите ученици ќе имаат можност да ги реализираат часовите по спорт така како што им доликува.